Сите запишани правачиња во основните училишта во општина Кочани за предстојната учебна година ќе добијат еднократна парична помош во висина од по 3000 денари, што ќе им бидат исплатени од општинскиот буџет. Едногласна одлука за финансиската поддршка донесе Советот на општината на 31-та седница, на која беше усвоен и ребалансот на буџетот за оваа година. Предлогот за исплата на паричната помош дојде од опозицијската советничка група, при што во образложението беше нагласено дека предлогот бил и минатата година да се исплати еднократна парична помош, но бидејќи тогаш немало време да се прави ребаланс на буџетот, наместо паричните средства бил доделен ученички прибор. Оваа седница како дневен ред допълнување на буџетот и измена на буџетот, па така обезбедено средства, значи за околу 300 правачиња ќе бидат запишани во оваа учебна година, по 3000 денари, тоа се околу 9000 денари, кои ќе ги со буџетот ќе ги пренаменаме за нив. При расправата за ребалансот на буџетот до крајот на оваа година беше предложено да се измени ставката за набавка на моторни возила во висина од 1 милион денари, а овие пари да се пренаменат за поддршка на првоодделенчињата. Од општинската администрација нагласија дека одлуката ќе треба да се формулира прецизно, а целата постапка да се остави за наредната седница на Советот што ќе се одржи во септември. При тоа ќе се утврди точниот износ и критериумите за распределба на средствата на трансакцијските сметки на родителите или старателите на учениците. Во новата академска година студентите наместо на своите трансакцијски сметки, паричните средства за студентскиот оброк ќе ги добиваат на наменска платежна картичка и ќе треба да ги користат исклучиво за обезбедување здрава храна. Сите студенти кои ќе стекнат право на субвенциониран студентски оброк ќе треба да потпишат договор со Шпарка се банка за отварање на посебна сметка поврзана со наменска платежна картичка за субвенциониран студентски оброк. За отварањето на сметката, издавањето и одржувањето на платежната картичка, студентот нема да има трошоци. Рокот за пријавување е до 10 август. За кандидатите кои ќе се стекнат со статус на студенти во академската 2023-2024 година и него запишале летниот семестар, рокот за пријавување е од 1 до 7 октомври. Начинот на пријавување е електронски преку страницата на Министерството за образование и наука. При пријавувањето се потполнуваат пријава за стекнување студентски оброк и изјава за точност на внесените податоци, истите се прикачуваат кон електронската апликација. Студентскиот оброк е финансиска поддршка во износ од 140 денари дневно, наменет за купување приготвена храна. Студентот може да ја користи од понеделник до сабота кај правните лица кои произведуваат, подготвуваат или продаваат храна. Две основни и двете средни училишта од Кочани ја почнаа постапката за избор на транспортна компанија што ќе го извршува бесплатниот превоз на учениците. Објавен е јавен повик за пријавување на заинтересирани фирми, а носител на набавката е Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Проценетата вредност на услугата за превоз не е објавена, но според искуството од претходните години би требало да изнесува над 15 милиони денари. Со јавниот тендер треба да се обезбеди бесплатен превоз до и од училиштата за 877 ученици. Нешто повеќе од половината од нив, односно 478, ќе користат бесплатен градски превоз, затоа што од нивниот дом до училиштето оддалеченоста е поголема од 2 километри за основците, односно 2,5 километри за средношколците. Останатите ученици се од околните селски населби, како и од општините Делчево, Македонска Каменица, Виница, Штип и другите помали општини во регионот. Учениците ќе се превезуваат на вкупно 14 релации. Според достапните информации, со бесплатен превоз ќе бидат опфатени учениците од основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев, како и двете средни училишта. И покрај обемноста на постапката и бројот на ученици, објавена е заедничка набавка, односно групна тендерска постапка во чија техничка спецификација е разграничено во кое училиште колков број ученици и на кои релации ќе се превезуваат. На заинтересираните понудувачи им е оставен доволен рок за учество на јавната набавка, како и за евентуални жалби во врска со постапката. Крајниот рок за доставување на пријавите е до 21 август,
што значи дека ако нема забелешки или пак жалба по постапките, до почетокот на септември треба да биде познато кој ќе ја дава услугата за бесплатен превоз на основците и средношколците во општина Кочани. Општина Кочани ги информира граѓаните дека во тек е јавниот повик за доставување предлози за општинските награди за значајни остварувања и за животно дело. Во пресет на 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, Одборот за доделување на највисоките општински награди го објави јавниот повик за доставување предлози со имињата на кандидатите. Како и во претходните години, ќе биде доделена награда за значајни остварувања за развојот на општината, за која можат да конкурираат поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани. Општина Кочани ќе ја додели и наградата за животно дело, и тоа за исклучителни резултати и остварувања во областа на науката, иноваторството, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес, по претходна оценка на одборот. И двете општински награди се во форма на плакета со оризова ракатка како символ на Кочани. Предлозите за доделување на наградите се доставуваат до Одборот за доделување награди во писмена форма на адресата на општина Кочани. Јавниот повик трае до 25 август. Прв добитник на наградата за животно дело во 2010-та беше основачот на Институтот за ориз во Кочани Лазар Бабамов. Минатата година наградата за животно дело му припадна на новинарот и публицист Киро Герасимов, а признанието за значајни остварувања во развојот и промовирањето на општината ја понесе компанијата Amphenol Technology Македонија. Членовите на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари од 28 до 31 јули успешно го презентираа изворниот фолклор од осуговијата на гостувањето во Србија. На 28 јули беа дел од 14-тиот меѓународен фолклорен фестивал Босилеградско краиште пее игра во Босилеград, каде што покрај настапите имаше и надпреварувачки дел и освоија прво место во категоријата Мис и Мистер на вечерта во изворни носии. Членовите на ансамблот беа гости на фолклорната секција Младост. Ансамблот беше гостин и на збратименото културно-уметничко друштво Чарапанка село Крававица кај Крушевац, каде што по повод верскиот празник Огнена Марија се одржа концерт во Домот на културата во селото Крававица. Активностите на фолклористите продолжуваат со учество на меѓународниот фолклорен фестивал во Тиват, Црна Гора. По повод празникот Илинден, денот на Републиката, градоначалникот Љупчо Папазов упати празнична честитка. Илинден е континуитет на македонската историја, символот на победата што ги обединува Илинденското востание и Асном 1903 и 1944. Илинден е македонската државотворност во која се вградени непокорот и победата, стремежот на револуционерните илинденци и асномското остварување на сонот за слободна македонска држава. Илинденските идеали нека ни бидат водилка за слободна македонска држава во која сите нејзини граѓани се еднакви и рамноправни, независно од нивните разлики и уверувања. Нека ни е честит Илинден, денот на Републиката, нека ни е вечна Македонија, стои во празничната честитка од градоначалникот Папазов.